Добре, дојдовте назад. Време е за часот по математика. За кое оделение? За кое? За шесто шесто оделение. Добро. Ајде, ние сме подготвени, можеме да започнеме. Така, денес со шесто оделенците имаме пресметување на проценти и тоа текстуални проблеми со проценти. Ќе ја пуштиме таблата за пишување и ќе почнеме со проблемите. Ајде да видиме. Вака најпрво да тргнеме. Пролете почнува веќе надвор топлото време, може да почнеме да возиме велосипеди. Нормално кога ќе се тргне забраната. И еве во продавница гледаме на еден излог пишува дека имаат попуст на велосипедите од 30%. Ако цената претходно на велосипедот била 4800 денари, да најдеме колку ќе ни биде новата цена со попустот. Имате идеја како да тргнеме да го пресметаме ова? Па, мислам дека да. Ајде да слушнам. Ако проценти секогаш максимум број на проценти е 100, така, кажавме дека процентот е дел од стотката. Така и не може да биде повеќе, тогаш би требало тие 4800 да ги поделиме на 100, за да знаеме колку вреди точно 1%. Добро, може и така. И потоа да ги помножиме останатите проценти што не се на попуст. Значи колку е 70%. 70%. 30% имаме. Има попуст, ама треба да ги пресметаме за која е нашата вредност, би требало да биде. Ајде вака. Значи 30% рековме дека ни е попустот. Така е. Да. 30% минатиот час кажавме дека сушност е 30 стотинки. Така. Го претвараме значи во дробка. А всушност треба да најдеме колку се 30 стотинки од 4800. А како баравме дел од количина, така што множавме. 30 стотини помножено со 4800. И сега го применуваме правилото најпрво пред да помножиш, провери дали има нешто за кратење за да си олесниме, да не множиме го. Одлично, Марија. Си запомнила од минатиот час, браво. Значи овие две нули одгоре, ги кратиме со овие две нули оддолу и всушност ни остана 30 да го помножиме со 48. Да, 48. Така, сега ќе си го примениме и едно друго правило што го учевме на претходните часови, множење со полна десетка, значи множиме само со десетката и на крајот на резултатот ја допишуваме нулата. 3 по 8 24, 4 пишуваме 2, помниме, 3 по 4 12 и тие 2 14 и нулата да не ја заборавиме. Тоа значи дека попустот е 1440 денари. Токму така, ние рековме да најдеме колку ќе ни биде новата цена на велосипедот, значи што треба уште да направиме? Да одземеме од 4800, ќе одземеме 1440 денари. Значи, од првобитната цена од 4800 треба да го одземеме попустот. А имаме попустот 1440 денари. Така, 440 денари. И ова ќе биде колку? Може да одземеме 3800. 3360. 3360 денари. Значи новата цена на велосипедот ќе биде 3360 денари. Појасно е сега? Да. Појасно, да. Да, ајде одиме сега уште еден пример. Ајде. Да исчистам. Да, може да избришеме таблата. Време на попусти. Може помало да го направиме. Да, ево помало. Само ова бидејќи повеќе се гледа. Добре. Ајде сега ако имаме патеки кои што чинере 3200 денари и на излогот ни пишува дека имаат попуст од 15%. Ти се обидеш сега сам да пресметаш? Ајде да се обидам, но вие да ми помагате. Нема проблем, затоа сум тука. Значи, би требало прво повторно тоа што го направите. Така, 15%. А подобро вие, јас некако не ми оди со ракавиците, ама јас можем да пратам. Значи, Ќе решаваме заедно, ајде. Да, ќе решаваме заедно. Многу тенко не може да... Може би. Добро. Значи, 15 врз 100. Така, 15%. Аха, денес нешто таблата... Денес нешто... Зеза. Не зеза, да. Еве, ајде, ова ќе го искористим. Таблата ми се бегаат страниците. 15.
15% ќе биде? 15 нели врз 100? Така. 15 врз 100. И сега? Која беше цената само? 3200 беа патиките. 3200, тоа треба да го помножиме со Така. 15 врз 100. Само се смени страната, мислам некој ствар. Ете, бидејќи на тој крај па се менува страната. 15 врз 100, си извинувам. 15 врз 100. 100, да. По 3000 и колку 200. рековме? И 3200. Така. Повторно кратиме нулите. го си помагаме со тоа што ги кратиме овие две нули и тие две нули на стотката, значи треба 15 по 32 да го помножиме. Така. Бидејќи немаме нула, не можеме да го искористиме тој претходниот метод, значи 15 по 32 треба да множиме двоцифрен со двоцифрен. Така, треба да го помножиме настрана. Но ќе ги потсетам и учениците на една друга техника која што ја работевме во првото полугодие, множење со помош на, ќе го искористиме и за тоа часов, на со преполовување и дуплирање. Како можеме за да си помогнеме? Ајде да, јас би сакал да... Овој ќе го дуплираме, ќе биде 30, а овој ќе го преполовиме, ќе биде 16. Па значи имаме 30 по 16 всушност да помножиме и ова ќе можеме така. 3 по 6 18, 3 по 1 3, тоа едно што го памтевме 4 и нулата да не ја заборавиме. Значи еве ни побрз начин како да помножиме. Значи која е техниката треба да се вика преполовување и дуплирање. Значи едниот множител или нема врска, не е важно непарниот мора да го дуплираме, бидејќи ако го преполовиме ќе добиеме децимален број, а тоа не ни е целта да си усложниме. Така. Значи го дуплираме непарниот, а парниот го преполовуваме. И веднаш добиваме овдека нула каде што ни е полесно за множење. Многу интересно. Ова прекрасна техника. Добро, значи го најдовме попустот на патиките дека ќе биде 480. Сега цената да ја дознаеме која е, нели одземаме од 3200, 480 и тоа би било Ајде чекор по чекор. 0 минус 0. 0. Едно поземуваме 10 минус 8. 2, овде ни остана 1, па 11 минус 4. 7 и бидејќи позајмивме 2720 денари ќе биде цената на патиките. Одлично. Да одиме сега малце поинаква. Една продавница излегла со соопштение до своите потрошувачи дека од утре цената на млекото ќе биде покачена за 8%. Ако цената на млекото денес е 50 денари, колку ќе биде утре цената, ако знаеме значи дека од утре ќе имаме 8% покачување на цената. Што мислите, што ќе правиме сега? За почеток? Ќе множиме. Истата постапка за почеток ја имаме. Значи, само пушти ми во пенкалцето за пишување. Така е. Еве. Доволно, така. 8%. Чи повторно запишуваме во вид на 8 врз 100, нели? Дробка, да. 8 врз 100. И сега треба да најдеме 8 стотини од 50. Можеме една да скратиме. Ете така, сега имаме само една нула, значи едната нула одгоре ја кратиме со едната нула оддолу. И проверуваме дали уште нешто може да скратиме. Значи горе ни остана петка. Браво, Марија. Заедно со гледам јас дека до крајот петката ќе засага математика. Математичарка. Значи петката кога ќе ја скратиме ќе ни остане веќе само едно, 10 кога ќе го скратиме со 5 ќе ни останат 2 и 8 со 2 ни останува само 4. Односно, што се овие 4 денари? По цената што скапена, покачувањето на млекото, што значи новата цена. На млекото ќе биде 54 денари. Така, да не заборавиме да ги додадеме овие 4 денари, бидејќи често пати на учениците им се случува во ваквиот вид на задачи, ќе пресметаат процентот и на крајот забораваат да го додадат, па ќе кажат дека 4 денари е новата цена. Значи не може да биде 4 денари ако имаме покачување на цените, а првичната била 50 денари. Се разбира. Добра. Тоа, имаме ли нешто друго? Имаме уште една задача. Ако имаме време. Имаме ли време за уште една задача? Имаме за уште една. Ајде. Со следната страна.
Вака сега, знаеме дека наскоро ни доаѓа нашиот убавирски празник Великден и по тој повод маркетите ставиле флаери дека имаат попуст на јајцата. И тоа една табла јајца која што чини 200 денари по повод великденските празници дека ќе биде на попуст од 30%. Хајде да видиме колку ќе биде новата цена. Таа чини 100 денари? 200 денари. 200 денари. Да. Добро. Мислам дека можеш овој пат сам да се обидеш да решиш ова, така? Па можам да се обидам. Можам да се обидам. Сакаш да пишувам јас? Како рековме? 30? 30%, да. 30%. Врсто. По? Колку рековме? 200 денари. 200 денари. Добро. Еве го. Се кратат. Кратиме. Не може тоа. Така. Како што си замислив јас. Ги скративме тие, сега значи имаме 30 по 2, тоа е 60. Така, значи ќе имаме попустот. Од 60, од 60 ќе имаме попуст од 60 денари. Што значи дека 200 минус 60 е 140. И така ќе биде новата цена. Новата цена ќе биде 140. Браво, Марија. Така е. 60, 140. Оваа табла. Оваа табла денеска Ја уморивме. не сака. Не сака. 140 денари ќе бидат табла јајца за време на Великден, затоа навали народе. Добро. Мислам дека е доволно им објаснивме да можат веќе учениците сами да се снајдат кога ќе отидат во маркет или во продавница и кога ќе прочитаат дека имаме толку и толку проценти, да се пресметаат веќе сами новата цена на производите. Одлична, ова беше одлична лекција, исто можете да искористите кога ќе видите некои нови патики на попуст, можете да си сметате одма колку е попуста за полесно да ги убедите родителите да ви ги купат. А ние сега одиме со еден џингл и продолжуваме понатаму со нашата ТВ училница.